9 часот и 30 минути, точно време за да ви посакам добро утро и добро ни дојдовте во новиот квадрат. Подготвивме доволно теми што можеби ќе ви ја заскокоткаат имагинацијата и креативноста и ќе посакате веднаш да почнете со реализација на дел од она што денес ќе споделиме со вас. Но што е најважно, добро ќе се забавуваме и ќе внесеме многу позитивна енергија во вашиот дом во ова неделно предпладне. Уште еднаш добро дојдовте во новиот квадрат, а што ќе гледате денес и во овие 30 на минути ви откривам само накратко во продолжение. Во новиот квадрат зборуваме за декорации. Заедно ќе изработиме зиден часовник од епоксидна смола и одбираме идеална софа. Останете тука, по рекламите почнува новиот квадрат. Ке почнеме со она што го чинат домот токму ваш и персонализиран. Декорациите. Може да биде совршено уреден домот, меѓутоа доколку му фали она нешто што вие ќе го додадете како зачим во просторот, тогаш дефинитивно нема да биде ваш и персонализиран дом. Затоа ние ќе ви помогнеме околу декорациите. Следните минути зборуваме на тема декорации. Уживајте. Внатрешните декорации можат да бидат изразени на многу начини, како функционални елементи на интериерот или пак како декоративни додатоци. И едните и другите имаат главна цел да го оплеменат просторот, да му дадат личен печат, да го направат многу попрактичен, пофункционален и да му дадат доза естетика, која ќе го направи различен од сите останати интериери, или поинаку кажано, ќе го направат само ваше катче, во кое со задоволство ќе ги поминувате моментите со семејството и пријателите. Ке започнеме од оние поголемите трансформации за промена на интериерот, како што се боење на зидовите, тапети, преградување со декоративни елементи, а ке завршиме со оние поедноставните и уметнички, кои можете да ги реализирате секојдневно доколку сакате вашиот дом да биде постојано различен и интересен. Кога сакате нешто да промените, можеби прво погледот ви паѓа на зидовите. И тоа е очекувано ако земеме во предвид колкава е површината со која тие не обкружуваат. Ако ви здодеа да гледате во безлични и монотони зидови, самото менување на бојата на зидот може да биде добро решение. Но зошто да не пробате нешто сосема ново и се разбира поинакво? Постојат многу различни начини да го направите вашиот дом или канцеларија уникатни. Индивидуалноста на секој простор е најлесно да се постигне со декоративни дела. Сликање декоративни техники, односно зидна декорација. Декоративните техники имаат многу предности. Тие се лесни за миење, не избледуваат на сонце, не се запаливи, тие се целосно ги исполнуваат еколошките, естетските и градежните стандарди. Дизајнот на тапетите денес е порафиниран од било кога. Моделите и боите на нив доаѓаат во многу различни комбинации. Ако мислите дека тапетите се ретро стил и се враќа на назад во времето, веројатно веќе успеавме и да ви ги срушиме стереотипите. Денес лесно можете да направите тапетот да изгледа модерно и ексклузивно. Трендовите за внатрешен дизајн се менуваат, доаѓаат нови, но и старите се враќаат. Денешната популарност на арт-деко стилот ги врати тапетите во мода. Сега тие често доаѓаат во комбинација со кристали или златни лустери, но исто така се појавуваат на комплетно минималистички простори. Претходно зидовите беа наредени со тапети, а денес е доволно да се лепи само еден зид. Поради украсните елементи на тапетите, тие сами по себе се декорација, што го исполнува и разубавува просторот. Во таков украсен простор, дури и сликарството на зид е излишно. Добра декорација е и каменот. Каменот е уникатен во својата посебна структура и боја. Се користи илјадници години и еден од најстарите градежни материјали. Тој исто така и издржлив, високо квалитетен, визуелно зачудувачки и секогаш трендовски. За декоративни цели, каменот се користи во интериерот за многу работи и во многу простории, од дневната соба, огништето, скалите, па се до надворешна употреба како фасади, патеки и украси на вратите. А последниве години на голема врата се враќа и стаклото. Веќе се навикнавме на фактот дека обоеното калено стакло се повеќе се појавува како декоративен елемент во кујната помеѓу работната маса и висечките елементи. Но може да биде и декоративен елемент на зидот и на било која друга просторија.
Многу едноставен начин да му дадете на вашиот простор за живење личен допир е украсувањето на софата со украсни постелнини. Без разлика дали е светла или пастелна, со ленти или точки, со геометриска шара, големи или мали. Важно е да ги сакате и да му дадете на просторот печат онаков каков што вие сакате. Старите рамки, пребоени и групирани во еден зид, исто така можат да бидат декоративни. Ефтина, но ефикасна декорација. Лустери, свекници, украсни чинии. Ова се додатоци кои го збогатуваат интериерот, но тие се и стапица, бидејќи премногу различни додатоци може да му дадат на интериерот и многу лоша слика. Зависите ја потенцираат атмосферата на вашиот стан или канцеларија. Во согласно со амбиентот, изберете храбар и ефективен или мирен и едноставен. Ако ги комбинирате со вистински детали, вашиот дом на вистина може да заблеска. Последно, но исто толку важно како и претходните, е тепихот. Тој мора да го отвори просторот. Можете да го совпаднете со дизајни на дневната соба, но можете и да ги контрастирате, за да добиете супер ефект. На крајот, многу е важно сите детали и додатоци кои се дел од вашиот интериер да бидат дел од вас, вашите спомени и дел на онаа оаза која секојдневно се враќате среќни. Иако досега обрнавме внимание повеќе на функционалниот дел, овој пат ќе се фокусираме и на нешто што автоматски ја погодува секоја личност кога ќе влезе во една просторија. Уметнички украси на тој интериер. Ние нема да навлегуваме во уметничка критика, туку ќе се фокусираме на целокупниот впечаток што тие го прават на гледачот. На крајот на краиштата постои добро познатата изрека во областа на англиското говорно подрачје. Не ја разбирам уметноста, но знам што сакам. Цвеќињата ни даваат живот во домот и многу е важно да знаете како правилно да ги чувате и одржувате. Тие му даваат свежина и многу поубав изглед на целиот интериер во домот. Сигурни сме дека не сме единствени кога велиме дека цвеќето е една од нашите најомилени работи. Цветовите се одлични, нели? Тие се природни и убави и ги наведуваат луѓето да се насмевнуваат. Сепак понекогаш може да биде тешко да се најде вазна која е убава исто колку и самиот букет, но сепак постојат милион и еден начин да го направите тоа. Ставајќи букет цвеќе во една просторија каде може да го видите, има способност да го подобри вашето расположение. И не само тоа, туку цветот е одлична декорација која совршено ќе се вклопи во вашиот дом уште повеќе доколку имате креирано ваза или пак специфична и уникатна саксија, која одговара на вашиот мебел или пак бојата која преовладува во вашиот дом. Понекогаш, поради брзиот начин на живот, немаме многу слободно време за да излеземе и да купиме сакси или пак вазни, а уште помалку да успееме да најдеме онакви какви што нам ни се потребни и какви ни одговараат на нашиот простор. Па затоа најдобра идеја е малку повеќе време да се заклучиме дома и самите да си направиме токму онаква каква што сакаме и каква што можеме да ја прилагодиме во нашиот дом. Сепак, сето тоа зависи од стилот во кој вашиот дом е уреден. Нормално можете да направите мали исклучоци и да го разиграте просторот повеќе, но сето тоа треба да биде во граница на нормалата. Иако генерално сакате да го украсите домот со растенија и зеленило, сепак може би немате доволно инспирација или пак идеи. Затоа ние во продолжение ќе ви предложиме неколку, а со тоа ќе ви помогнеме вашиот дом да изгледа уникатно и декорирано катче за живење. Направете си модерна саксија за вашата тераса или пак градина од стариот пешкир и малку бетон. Оваа саксија е многу едноставна и брзо се прави, а изгледа фантастично. Првиот чекор е да направите бетонска смеса. Во голема пластична канта истурите го бетонот и додавајте вода со постепено мешање, додека не добиете течна смеса. Стариот пешкир ставете го во истата смеса од бетон и убаво натопете го. Оставете го убаво да ја упие смесата и цел да потоне во неа. За тоа време земете едно пластично шише и врз него ставете мала пластична саксија, која ќе ви послужи како калап, па одозгора врз неа ставете го пешкирот да се исцеди и стврдне. Откако така оставениот пешкир одозгора ќе се стврдне, ќе добиете нова и идеална бетонска саксија, која одлично ќе се вклопи во вашата градина.
Направете неколку вакви интересни саксии и распоредете ги на места во градината на кој вие сакате. А со тоа вашата градина ќе изгледа уникатна и модерна. Уште една ваква интересна уникатна идеја е да ги искористите старите джинс фармерки и од нив да си направите интересни декоративни саксии за во вашиот двор. Направете бетонска смеса во еден помал сад. Исечете ги ногавиците помалку од пола од вашите стари фармерки и потопете ги во смесата додека не ја упија целосно. Исечете 2 калапа од пошироката цевка и на нив протнете ги сечените ногавици. Но протнете ги така што ќе направите набори и тие кога ќе се исушат ќе изгледаат поинтересно. Откако ќе се исушат и стврднат, можете да растворите малку бела боја и истите да ги офарбате. Оставете ги неколку минути да се исуши бојата и потоа можете да ги наполните со земја, а во нив да ги засадите вашите цветови во омилената зелена боја. Така направените саксии можете да ги декорирате со некоја шара во друга боја, што ќе им даде уште поинтересен и уникатен изглед, не само на рачно изработените саксии, туку и на целиот двор или градина. На сличен начин, исто така од бетонска смеса, можете да си направите држач за цвеќе во вид на дланка. А еве како да го направите тоа. Во поголем сад направете бетонска смеса, но внимавајте да не биде премногу ретка. Земете една гумена ракавица и наполнете ја со смесата. Внимателно, секој прст од ракавицата да биде целосно исполнет. Откако убаво ќе ја наполните ракавицата со бетонска смеса, врзете го горниот дел цврсто со еден ластик. Повторете го истото со уште 2 калапи, за да добиете 3 нови држачи за вашите омилени цветови. Откако така наполнетите ракавици ќе се исушат, а смесата внатре ќе се стврдне, ракавицата исечете ја и извадите од бетонската рака од неа. На средина на дланката ставете мала пластична саксиичка и декорирајте го вашиот прозорец ставајќи ги овие 3 интересни држачи на неговата рамка. Со вака украсениот прозорец вашиот дом ќе инспирира, а вашите соседи нема да останат рамнодушни, додека вие уживате во мислата дека ниту еден друг нема вакво нешто. Освен овие интересни идеи за украсни саксии, има и многу други, особено кога станува збор за декорирање на вашиот дом. Па така од старата пластична саксија може да направите одлична нова со рустикален изглед. Се што треба да направите е да земете плетен конец од волница и еден лепак. Нанесете од лепакот на пластичната саксија, а одозгора мотајте ја полека волницата. Откако целата саксија ќе ја замотате во плетен конец, оставете ја неколку минути убаво да се исуши и залепи. Декорирајте ја оваа интересна саксија со еден бел пластичен цвет и ставете ја на место на кое мислите дека најмногу ќе одговара во вашиот дом. Оние чиј дом е модерен и уникатен, може да направат вазна од стариот Gucci парфем. Се што е потребно е само шишето од потрошениот парфем и во него неколку убави бели природни цветови. Каква прекрасна француска и шик идеја за модерен и совршен изглед на вашиот дом. Ако сте личност која обожава цветови и билки и која знае и сака да се грижи за нив, тогаш сигурно ви е потребно повеќе простор и многу вазни саксии, па затоа од нас добивте неколку неверојатни и интересни идеи како да ги декорирате вашиот дом и вашата градина. А кој од овие проекти беше ваш омилен, останува на вас. А во насока на личен, персонализиран декор продолжуваме и во следниот прилог. Има ли нешто поубаво од тоа декорот во домот да го направите сами? Тоа значи едно убаво, квалитетно поминато време, но и создавање на нешто што дефинитивно ќе биде само ваше, уникатно и нема да го има никој друг, а за вас ќе значи многу по просторот. Овој пат ќе ви помогнеме да создадете еден уникатен ѕиден часовник од епоксидна смола. Како изгледа тоа? Во продолжение. Дали сте за еден уникатен проект овој викенд? Например, ѕиден часовник од епоксидна смола. Направи сам проект, што можеш да го направиш овој викенд. Во светот на декорацијата, создавањето уникатни парчиња што ја истакнуваат индивидуалноста и креативноста стана исклучително популарно. Еден таков проект е изработка на ѕиден часовник од епоксидна смола.
Оваа техника ви овозможува да креирате персонализиран и уникатен часовник што ќе биде и функционален и естетски привлечен во вашиот дом. Комбинирањето на епоксидна смола со различни бои, додатоци и декорации ви овозможува да експериментирате и да креирате часовник што ја одразува вашата естетика и стил. Со малку креативност и труд можете да го трансформирате просторот на вашата соба или било кој друг дел од домот, додавајќи не само практичност, туку и доза на оригиналност и убавина. Еве како можете да направите ѕиден часовник од епоксидна смола. За почеток потребно ви е дрвен круг за основата на часовникот, кој можете да го купите или самите да го направите. Часовник, вклучувајќи ги стрелките, епоксидна смола, компоненти А и Б, тоест смола и зацврстувач, бои или пигменти, ова е опционално, и пластична чаша или сад за мешање, дрвени стапчиња, калапи за релјеф или текстура, повторно опционално, пиштол за лепење, односно за прицврстување на часовникот, заштитни ракавици, хартија отпорна на масноти или пластична фолија за заштита на работната површина и фен за коса. Еве постапката. Ставете хартија за печење или пластична фолија на работната површина за да ја заштитите површината од евентуални истурења. Следно е подготовка на основата и механизмот на часовникот. Поставете го дрвениот круг за основа на часовникот на работната површина. Прикачете го часовникот на дрвената основа со помош на пиштол за лепење според упатствата и почнете со подготовка на смолата. Измешајте ги компонентите А и Б од епоксидната смола според упатствата во пластична чаша или сад за мешање. Добро мешајте ја смолата најмалку 2 до 3 минути за да обезбеди целосно мешање. Ако сакате да ја обоите смолата, додадете боја или пигмент во смесата и мешајте повторно додека не ја постигнете саканата боја. Ако сакате да додадете релјеф или текстура, користете калапи или други предмети, како кристали, цвеќиња и така натаму, и прицврстете ги на дрвената основа со топол лепак. Внимавајте добро да ги фиксирате за да останат на место за време на процесот на сушење на смолата. Внимателно истурете ја подготвената смеса врз дрвената основа на часовникот. Внимавајте рамномерно да ја распоредите смолата по целата површина, за да ги пополните сите празнини. Откако ќе ја истурите смолата, поминете со фен за коса по површината за да ги отстраните сите воздушни меурчиња, што може би се формирале за време на мешањето и нанесување на смолата. Оставете го часовникот да се исуши. Ова обично трае од неколку часа до неколку дена, во зависност од дебелината на слојот од смола и каде го држите часовникот. Откако смолата целосно ќе се исуши, монтирајте ги стрелките на механизмот на часовникот. И кога ќе бидете задоволни од резултатот, дозволете часовникот да се исуши и да се стврдне уште малку пред да го монтирате на ѕидот. И тоа е се. Сега имате прекрасен ѕиден часовник направен од епоксидна смола, кој дефинитивно ќе биде одличен додаток на вашиот ентериер. Декорациите се важни, но ако ги прашате дизајнерите на интериер, срцето на дневната соба е софата. Затоа е многу важно правилно да ја изберете. За ова сме зборувале можеби многу пати, но секогаш има што да се каже. Ако вие сега сте во потрага по идеална софа за вашата дневна соба, прилогот во продолжение дефинитивно ќе ви биде полезен. Уживете во она што следва. Секој што никогаш се обидал да го организира својот животен простор, знае колку може да биде исцрпувачки процесот. Без разлика дали станува збор за големо реновирање или само за мало освежување на интериерот, ретко кој навистина ужива во тој премин помеѓу хаосот и хармонијата. Порано страдавме од недостаток на опции, сега страдаме од премногу. И додека некои грешки лесно можат да се исправат, кога станува збор за големи парчиња мебел, како софа или плочки, речи си и да нема простор за грешка. При изборот на мебел водете се од вашиот животен стил. Ако имате големо семејство или често доаѓаат гости, тогаш една, дури и голема софа во дневната соба можеби нема да биде доволна. Размислете за втора. Покрај дополнителното седење, ова решение ќе создаде простор за диалог кога сите седат еден спроти друг. Дополнително 2 софи ќе ја скршат набиената шема свртена кон тебе, која може да изгледа застарена во поглед на дизајнот. Лошиот избор може да значи дека ќе седите, ќе спиете и ќе се грижите на свој трошок во следните неколку години. Софата несомнено игра многу важна улога во домот. Таа е и центар на вашата дневна соба, бидејќи сите удобно се вклопувате во неа.
Но освен оние практични функции, може да биде исклучително атрактивен акцент на боја. Колку е пошарена, толку вашата дневна соба ќе изгледа потопло и попријатно. Не плашете се да изберете тросет со апстрактен дизајн и акцентни бои. Избалансирајте го со лесен килим и маса во дневната соба. Се повеќе потрошувачи се свртуваат кон поавантуристички дизајн во дневната соба. Затоа ви донесуваме водич за купување што ќе го улесни изборот на софа и ќе ви ги заштеди нервите. Зошто е важно да изберете добра софа? Софа двосет или тросет, како и да ја наречете, е срцето на секоја дневна соба. Се одмараме, гледаме серии, пречекуваме гости, јадеме, работиме, а понекогаш и преживуваме екзистенцијални кризи. Соба без неа е празна и нефункционална, а соба со погрешна софа е соба со негативна енергија. Ова не е момент за спонтанност. Не одиме во продавница за да разгледуваме, туку да тестираме што сакаме. Додаваме неколку упатства што ја прават разликата помеѓу добар избор и оној за кој ќе се каете долго по купувањето. Некогаш способноста да се стави светла софа во собата стана откритие, а потоа и супер тренд. Сега речи си класика. Најдобро решение ако сакате веднаш да ја дадете карактер на собата. Обоениот тапацир може да се избере врз основа на целокупната палета на дневната соба или обратно, да го поставите тонот за остатокот од просторот. Најпопуларните бои се жолта, смарагд, сина, портокалова, но слободно одете и подалеку од оваа листа. Виолетовите, розовите, тиркизните модели ќе станат центар на визуелна привлечност во внатрешноста. Најчестата грешка е што сите ја мерат должината и забораваат на висината и длабочината на седиштето. Ако е премногу ниско, по неколку минути ќе се појави вкочањето во нозете. Ако е премногу високо, нозете ќе останат да висат во воздух. Тестирајте без одложување. Седнете како што вообичаено правите дома и проверете дали колената ви се испакнати, а стапалата го допираат подот. Ако не ги исполнува овие критериуми, продолжете понатаму. Ова не е софата за вас. Наведнете се назад со целиот грб. Проверете дали го поддржува долниот дел од грбот, како и рамената. Ако често се одмарате или гледате серии на софата, треба да го тестирате и душекот. Ако имате партнер, легнете двајцата за да проверите дали заедничките моменти пред телевизорот ќе бидат време за уживање или борба за простор и кебиња. Љубителите на животни знаат колку е тешко да се исчистат влакната од мебелот. Љубителите на мачки знаат дека е речиси невозможно да се спречи тие да гребат по него. Затоа треба да знаете дека мачките сакаат да ги гребат каенините со конци, но помалку се заинтересирани за микрофибер. Ако често истурате работи, изберете материјали со текстури каде што дамките се помалку забележливи. Ако некој често спие кај вас, побарајте модел што лесно се растегнува. Обавезно проверете колку е удобен креветот, бидејќи важно е софата да биде и удобна за спиење. Пинтерест е одличен, но не е реалност. Софа со дрвени ногарки и кадифена зелена боја на жалфија може да изгледа како сон, но реалноста може да биде сурова. Ваквите модели често се убави за око, но лоши за седење. Затоа, прво да ги проверите другите предмети, а дури потоа да размислувате кои стилови се достапни. Вистинската софа не е само прашање на дизајн, туку и чувство. Мора да се справи и со продуктивни и со мрзеливи моменти. Затоа, изберете внимателно. И со изборот на совршена софа за вашиот дом го заокружуваме и овој денешен квадрат. Се надевам дека уживавте и се надевам дека многу научивте. Се надевам дека можеби ќе реализирате дел од проектите кои ги споделивме со вас поминати минути заедно и се надевам дека ќе ни се пофалите со тоа. Ви благодарам за вниманието денес. Се гледаме повторно за точно 7 дена. Веќе знаете, недела 9 часот и 30 минути сме исто така на фреквенцијата на Алфа. Се гледаме. За сега пријатен викенд.